Високите казни полека почнаа да ги смируваат несовесните и лути возачи, кои буквално беснеја по улиците. Сумите кои граѓаните ќе треба да ги платат за секој направен престап, за едни се реални, а за други примали во однос на несовесноста и непочитувањето на сообраќајните правила, која владее со децении. Познавајќи го нашиот менталитет, треба да има повисоки казни, велат кочанчани. Ма види, не се високи. Не се високи, не се. Тај што прави прекршок и пари има, знаеш. Ошто вози добра кола и пари има. Не се високи никако. Значи треба да уште повеќе да Повише треба да се презимат мерки. За безбедноста за животот треба секој да се внимава на тие работи. Па мислам дека е добро тоа што се покачени казните. Свеста на граѓаните треба да се подигне, а мислам дека само на тој начин и може да се подигне со поголеми казни. Така, вие колку време еве сте возач? 20 години, повеќе од 20 години. И почитувате правилата? Па скоро секош. Не баш, ама скоро секош. Се трудим. Плашите ли од високите казни? Не, па треба да се плашат тие што не ги почитуваат. Тие што ги почитуваат нема од што. Правилникот предвидува за надминување на брзина од 30 км на час над дозволеното во населено место, односно надминување на брзината од 50 км на час надвор од населено место, да се плаќа казна од 300 евра. За некористење на сигурносни појаси 20 евра, за возење во алкохолизирана состојба 350 евра, а во одредени случаи и предвидено и одземање на возачката дозвола. Новиот сообраќаен правилник е согласно европската практика и се очекува со него во иднина да се подобри сообраќајната култура и да се сведат на минимум прекршоци.